За многумина Струга е позната како градот на поезијата, бидејќи токму на оваа место се одржува меѓународниот реномиран поетски фестивал Струшките вечери на поезијата. Но освен тоа што е централно место од современ аспект на поетските фестивали, Струга е и родно место на Константин и Димитар Миладинови. Во самиот центар на градот Струга, на само неколку чекори од плоштадот и Старата чаршија, токму зад мене се наоѓа родниот дом на Константин и Димитар Миладинови. Тие се едни од главните обележувачи на Струшко и на Струга. Се претпоставува дека токму овој дом, родниот дом на Константин, му бил во умот и кога ја пишувал Тъга за југ. Денеска овој имот се користи за реализирање на Струшките вечери на поезијата и потребите на градскиот музеј. Браќата Миладиновци, како што се нарекуваат популарно, се најзначајните собирачи на народни гатанки, песни, мудрости и слично. Константин Миладинов ја напишал и една од најубавите авторски родолюбни песни, наречена Тъга за југ. Археолошките сведоштва говорат за населба на местото на денешната Струга, која датира уште од неолитскиот период. Античкото име за Струга било Енхалон, а на старите римјани им било добро познато поради изградбата на патот Вија Игнација. Во словенскиот период Струга била населена од јужните Словени, особено од две племиња – Берзити, кои на територијата на Струга се измешани со еднокрвните мијаци. Во Струга постојат сведоштва и културни остатоци од скоро сите историски периоди, како османлиското владење, српското царство, грчкото влијание и слично. Овој град е спомнат и во два значајни патеписи. Првиот датира од 11 век, а Струга е спомната од страна на византиската патеписка Ана Комнина, додека другиот датира од втората половина на 17 век и е напишано од Евлија Челеби. Според сведоштвата на Ана Комнина, Струга е опишана како град на мостовите, бидејќи над 100 мостови се издигале над реката Црн Дрим. Евлија Челеби пак наведува дека во Струга се наоѓа еден од најпосетените панаѓури. Во втората половина на 17 век, според сведоштвата на овој познат патеписец, Струшкиот панаѓур го посетувале околу 50.000 луѓе од Струга и околните места. Едно од културните богатства е спомен куќата на браќа Миладиновци. Браќа Миладиновци се символот на современата Струга. Во нивна чест е реставрирана спомен куќата која се наоѓа во Струшката чаршија и е целосно реконструирана. Се простира на 470 квадратни метри кои опфаќаат приземје, сутерен и кат. Во објектот целосно се сменети дрвенаријата и внатрешниот интериер, а ставени се нов пот и паркет. Просторот е облагороден со рачно изработен мебел во стилот од втората половина на 19 век, но и со автентичниот постојан мебел. Експонати од семената куќа на Миладиновци, оригинални документи и факсимили. Покрај реката Дрим во чест на браќата Миладиновци е поставена и спомен плоча на која се изгравирани стиховите од песната Тъга за југ, во кои се собрани сите асоциации за Струга. Тъга за југ. Уралски крилја, как да си метнех, и в наши страни да си прелетнех. На наши места јас да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Да видам дали и таму слънцето мрачно гревиит како ваму. Ако как овде сонце ме стретит, ако пак мрачно сонцето светит, на път далечен ја ке си стегнам и в наши страни ке си побегнам. Каде сонцето светло угревијат, каде небото од звезди посевијат. Овде е мрачно и мрак ме обвива, и темна мъгла земја покрива, мразо и снего и пепелници, силни ветришча и виулици. Околу мъгли и мразо и земни, а в гради студо и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората греи душа и сонце светло завит в гора. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белит, или од ветар синотемниит, поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Таму по срце в кавал да свирам, сонце да зајдвит, ја да умирам. Стара Струшка чаршија.
Во Струга се наоѓа една од најстарите и најавтентичните чаршии. Денеска Струшката чаршија го има делумно задржано својот изглед, а покрај шеталиштето може да забележите куќи изградени во стар архитектонски стил типичен за македонската архитектура од 18 век. На старата Струшка чаршија можете да наидете на дуќани, работилници и сладкарници во кои може да пробате турска баклава и специјалитети по оригинален рецепт. Природни богатства. Црн Дрим. Реката Црн Дрим извира во Светинаум, минува низ Охридското езеро и излегува од него кај градот Струга на надморска височина од 695 метри. Црн Дрим е едно од главните обележја на современата Струга, а околу реката Дрим можете да видите шеталишта опремени со зеленило и клупи. Во околината на Дрим се наоѓаат и низа на угостителски и сместувачки објекти. Печатливи се и мостовите на реката Дрим. Охридско езеро. Градот Струга се простира околу Охридското езеро. Тоа е едно од трите најстари природни езера во светот. Во Охридското езеро живеат неколку најстари видови на флора и фауна, поради што е заштитено од УНЕСКО како ретко природно богатство. Охридското езеро ги чува најстарите природни и цивилизацијски тајни, а во него живеат и најстарите видови на сунгери. Денеска на крајбрежјето на Охридското езеро во Струга се изградени хотели и угостителски центри. Охридското езеро привлекува голем број на туристи секоја година, поради што Струга во летните периоди представува вистинско туристичко место. Туризам. Струга од година во година е се попривлечна за македонските и странските туристи, поради што и сместувачките и угостителските капацитети растат и одговараат на туристичките барања. Наша препорака е хотел Боград. Се наоѓа во средиштето на старата чаршија, во непосредна близина на реката Црн Дрим и на само 5 минути од Охридското езеро. Од овој хотел сите важни дестинации, културни и природни кои сакате да ги посетите ви се надофат. Освен одличната локација, хотел Боград нуди поволни услови за сместување. Собите се опремени по високи светски стандарди за естетика, внатрешен дизајн и архитектура. Собите се ергономски уредени и ви обезбедуваат целосна удобност. Хотел Боград располага со руфтоп ресторан во кој можете да ги јадете највкусните специјалитети по многу поволни цени. Ресторанот одвнатре ви дава преглед во архитектонската креативност, во уредување на плафонот кој е инспириран од езерските бранови, начинот на кој се изработени столчињата и масите, осветлувањето и слично. Кон надвор, височината на која се наоѓа ресторанот ви дава широка прегледност кон старата чаршија во Струга. Во исто време, седејќи во ресторанот Боград, имате перспектива кон минатото, односно погледот кон надворешниот дел, како и перспектива кон иднината и иновацијата што ви ја овозможува погледот кон внатрешноста. Демографија. Според статистиката на Васил Кънчов во книгата Македонија етнографија и статистика, од 1900 година во Струга живееле 4570 жители, од кои 3000 македонци, 1000 турци, 350 албанци и 220 роми. Во првиот организиран попис на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од 1948 година во Струшкиот срез имало 34.205 жители, од кои 4923 во самиот град Струга, а 29.282 во селата Струшко поле и Дримкол. Од етнички аспект населението го сочинувало 60,3 македонци, 33,2% албанци, 3,76% власи, 1,28% турци, роми, срби и останати. Податоци од пописот спроведен во 1991 година не се достапни, бидејќи населението во Струга решило да го бойкотира пописот.